Почитувани, добар ден. Време е за вашата црвена линија. Утре вечер ќе ја дочекаме 2025 година. Кој каде ќе ја пречека и не е важно, само нека биде среќна и берикетна за сите. Полна со љубов и благодат. Некој во домашна атмосфера, некој во ресторани, дискотеки, кафулиња, хотели, на плоштади. Со кого ќе ја дочекате? Што ќе има на трпезата? Која музика ќе ја слушате? И дали сме уморни од дочекот на нова година? Ова се дел од низата прашања во црвена линија, но ние и ќе прашаме на кој политичар лично би му честитале нова година. Секако имаме и прашање плюс кое што можете да го одговорите ако веднаш во овој момент не заследите на Инстаграм, ако не следите нашиот профил е црвена линија, па кликнете и на Инстаграм стори. Таму ве прашуваме. Дали треба да се врати 2 јануари за државен празник? Имате две опции за одговори, како што гледате. Ако е тоа да, ќе кликнете на ова поле, ако е не, ќе кликнете на ова поле. Ќе сумираме во проценти, како и секогаш, и пред крајот на ова издание ќе ги соопштиме резултатите. Но многу ќе ни биде драго секако да ве вклучиме во живо, како и во секој издание на црвена линија, па еве и во овој предпоследен ден од оваа 2024 година да ги дадете вашите одговори кои што на драго срце ги очекуваме. Ќе ве посетам оние кои што нема да успеат да се вклучат во живо на 02307 005. Секако тука сме на социјалните медиуми. Facebook е на местото каде што можете да коментирате и споделувате. Профилот е црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што говориме со вас. Една напомена секако на самиот почеток, исклучително важно технички аспект. Сите оние, особено кои што немаат искуство за вклучување во контактни емисии, а денес ќе посакаат многу да бидат дел од ова издание на црвена линија, по вртењето на нашиот број не заборавајте задолжително да го намалите и целосно тонот на телевизорот, што значи јас и вие да зборуваме само преку слушалка. Па ако сте подготвени, ние многу сме подготвени за вас. Секако ќе подсетам, имаме повеќе прашања, таков е и денот, односно еве, можете малку да ни откриете и со кого ќе дочекате, каде ќе дочекате, па еве како ќе изгледа вашата трпеза, а меѓу другото и каква музика ќе сакате да слушнете, односно со каква музика да влезете во новата година. Но и нема да заборавиме да ве прашаме секако и дали еве имате идеја на кој политичар лично би му ја честитале новата година. Меѓу другото и она што ги прашуваме на Инстаграм, оние кои што не следат таму, ќе ве прашаме и вас, а тоа дали треба да се врати 2 јануари како неработен ден, односно државен празник. Па добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав за вас. Поздрав и за тебе, Господ здравје да ти среќа. И јас ќе ви посакам да ви биде берикетна и секако да ви донесе многу здравје и радости и многу музика и песна, бидејќи вие, нели, животот ви е песна и музика. Песна ми е. Па еве, со каква музика ќе ја дочекате новата година? Што ќе се слуша дома? Со мојата музика. Добро, каква е вашата музика? Ама, вака е. Мојата? Да. Па нели со вашата? Мајко моја Македонијо, моја мила татковино, нигде по светот нема помила од мојата мајка Македонија, мојата мила татковина. А морам и ова да ве прашам, дали ме слушате? Многу ни е важно. Да. На кој политичар лично би му ја честитале новата година? Да имате можност. На Мицка. Добро, Мицковски. Добро, како би изгледала вашата честитка? Што би му посакале? Здравје и нему, и на цела фамилија, и на цела Македонија. А утре со кого ќе ја дочекате? Дека ќе си дочекам со жена, и ќе си гледам телевизија, ќе си пеа песми сам. Значи ќе пеете песни на сопругата? Не бе си пеам, јас си по патон кога дода. Так, а каква трпеза ќе имате? Не е важна трпезата. Не е важно е расположението. Расположението, да си расположен, да имаш здравје во себе. Така и дали дали сметате дека 2 јануари треба повторно како некогаш да биде државен празник, односно на работен ден? Па треба.
Треба. Во ред, благодарам многу. Еве, благодарение на вас, ова издание на Црвена линија пред новогодишно апсолутно го почнавме со музика и песна, продолжуваме понатаму. Секако денес ќе ни биде особено драго еве да ја слушнеме вашата замисла, односно како ќе изгледа нели вашиот дочек во друштво, на кого ќе бидете, каква музика ќе слушате и секако на кој политичар лично би му ја честитале новата година. Добро вечер. Ало. Ало, добро вечер. Добро вечер. Од Битола се јавувам. Поздрав до сите битолчани преку вас. Па еве, вие лично со каква музика пред се ќе сакате да влезете во новата 2025? Па се знае македонска, ќе се влијам жаре бербе. Значи ќе бидете со нас на Телма. Обавезно. Обавезно. Секогаш. А на кој политичар лично би му ја честитале годината? Нартан Груби со песната Туѓината пуста да остане. Добро. Еве имаме и прашање со кого и како ви е осмислено утре да се ја дочекате новата 2025? Јас ја дочекувам со мојот сопруг. Така? Си гледаме телевизија, си правиме убава вечера, јас си ја правам вечерата. Па еве што подготвувате за вечера, дајте ни идеја, иако сме секогаш нели она руска салата, кифлички. Ама обавезно. Обавезно руска салата, без руска салата не оди нова година, да ви кажам, и ми се јади руска салата. Немам направено со години, ќе направам торта со банани. Торта со банани, ова звучи убаво. Ќе имаме свинско, свежо, ќе си пуштиме музика, ќе шетаме по каналите, најмногу на Телма ќе си гледаме, ќе вртиме и македонската, нашите први, македонските. А после ќе вртиме да видиме и српските, обично србите прават убава забава и негде кај еден-два ќе си легниме. Па да, ние како ние што работиме секако ноќта ни е пократка, но драго ни е еве што споделивте со нас и секако ќе ви посакаме како редакција Црвена линија ова нова 2025 година пред се да ви донесе многу здравје, многу берекети и да не изоставиме секако да биде година која ќе паметите по голем број желби исполнете кои што ви се на срцето. Добро вечер. Браво. Здраво. Еве, онака денеска малку помераклиски разговор, па да ве прашаме утре како ви е планот за дочекот на новата. Па ја прошли пут ви кажав дека идам секоја нова година. Да, турнеи правите, да. Да. Еве, овој пат е Велес на потек. Веле се на потек, сами одите или имате друштво? Не, само со невестата си идеме, се гужваме таму меѓу народ и еден сат и назад. Драго ми е што сте иновативни, па еве морам да ве прашам и тоа на кого би му честитале од нашите политичари нова година? Лично. Знаете како го идам ја, не? Младо момче за мене, ама детето е бистро и паметно, а пасира. Иако он живее сега у аеродром, ама од Велес му е коренот. Значи, за мене Апасиев е најбољи политичар у држава, што се однесе до држава, а надвор на интернационално Владимир Путин. А исто би ве прашала, бидејќи ве сте оригинален во пречакот, секако ќе бидете во возило, ќе стигнете во Велес, па како планирате, еве, трпеза да речеме во тој поглед, дали ќе има нешто да си понесете од дома или? Не, имаме организирано таму пречек, има луѓе што ќе ме пречекаат и ќе си правиме и на площадот ќе има народ и пријатели таму што ќе ме пречекаат со нивна храна. Многу ми е драго, еве благодарам, ако некој нема идеја, еве драго ми е што преку гледачите можете да си добиете идеја малку поинаку, нели, да ја дочекате новата година, а сето тоа да биде во рамки на нашата држава која што е прекрасна, па наместо главниот град, ако живеете во него, секако дочекот да си го организирате со вашите најдраги во некој друг град, како што го прави тоа гледачот. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав и до вас. Ало. Како ви е вас еве планот за утре вечер? Како ќе се ја дочекате? Во македонска куќа. Така, значи надвор од дома, малку во еден таков амбиент. Заедно со сопругата? Не, македонска куќа. Добро, ајде кажете ми, образложете. Дома? Така, во вашата македонска дома. Така, добро.
И заедно ќе бидете со повеќе роднини, пријатели, соседи? Сега не можам да ви кажам со кого ќе бидам, затоа што јас сум жената ми е почината, сам сум, ќерките башканци се, јас тука си имам своји пријатели, како да ги речем. Па драго ми е што еве нели имате можност да си споделите радост и како... Радост, си се чувствувам добро и ќе си ја пречекам убавата година и ќе им честитам на сите добронамерни луѓе. А тие катилите ќе ги остават по страна, нека стојат. А на кој политичар би сакале лично да му честитате среќна нова година? На Вучич и Владимир Путин. А од нашиве домашниве? И на Мицкоски. Добро. И дали сметате дека 2 јануари треба повторно да стане државен празник, односно на работен ден? 2 јануар. Да. Да биде работен ден. Да биде работен ден. Благодарам, многу убаво да си поминете утре вечер. Секако она што можам да ви гарантирам е дека каде и да сте, телевизија Тилма ќе има фантастична новогодишна програма, па и филмска за сечи вкуски, има секако многу забава и многу убава врева. Продолжуваме понатаму со останатите. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро и вам, па еве да ни откриете за утре вечер какви ви се плановите. Па никакви планови. Дома во домашна атмосфера, со телевизорот пред мене. Најмногу ќе ве гледам вас, Телма телевизија, а ќе бидат и други телевизии, бидејќи се најавуват доста добри програми секаде. Каква музика сакате ве да слушате? Српската телевизија. Така, каква музика сакате да слушате? Молам? Каква музика сакате да слушате? Еве имаме шанса да ве прашам. Било каква. Добро. Секоја музика е музика, добра музика, само да е весела. Само да е весело. Тоа е работат. А би ви било драго на кој политичар лично да му честитате нова година, еве? Па би му честитал и е за честитање на Артан Груби, бидејќи добра финта му направи на овие. Уствари не му направи тој финта заеднички ја направијата работа, бидејќи толку 3 дена да се страчари пред Блаце и тој да му помине низ Блаце, никој да не го запри, навистина тој е цар. Затоа му ја честитам новата година и понатаму успеси во неговиот живот. Благодарам многу, нема да изоставиме и вам ние да ви честитаме и да ви посакаме се најубаво и особено многу здрави и многу радосни мигови за паметење во новата 2025 година. Време е секако да прочитаме и дел од коментарите, значи активно можете да учествувате, ќе потсетам во црвена линија со тоа што ќе коментирате и ќе споделувате на Facebook, профилот е црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Па еве ќе почнеме со коментарот на Душко Ѓуров, кој што напишал: на ниеден се однесува на тоа на кој политичар би му ја честитале лично новата година. Го заробија народот со огромни даноци и давачки, му наметнаа вештачка инфлација и ги истераа младите надвор од државата. Кога ќе видам некој да се дрзне да ги спушти даноците на 90%, може би ќе размислам. 2 јануари е небитен ден, така да си празнуваат секако административците таму. За администрацијата важи комунистичкото право од времето на Тито, додека за обичниот народ важи капиталистичкото право. Додека администрацијата не се приватизира со исклучоци на некои сегменти, не може да функционира системот во држава. Се неубаво му посакуваме во новата на Душко Ѓуров да продолжи да не гледа и да коментира, а секако продолжуваме и со вклучување на гледачи во живо. Па добар ден, добро вечер. Добро вечер. Поздрав до вас. Поздрав и до вас. Еве да ни откриете како ќе ја поминете, односно како ќе ја дочекате новата 2025. Прво на вас, на каналот ваш, телевизијата, на сите, воопшто, од мене лично, здравје, беричет. Друго сакам да речам нешто, ти иначе ме оставиш. Ја го кажам моето мислење,
Меѓутоа, Господ е голем викат. Како може и една, и друга влада, и трета, и пета, како за Великден ја промашија пензијата, ја дадоа после празникот, пази, сега ја даваат на втора. Господине премиере, зошто ја даваш на втора? Што ќе купиш на втора? Новогодишна кошничка, срам да ви е на цела влада. Нека се преиспитаат малце, како на еден, веќе преокупиран е, да речеме, премиерот. Меѓутоа на другите како не им текна да речат дали имаат пензионерите. Можам да заминам. Не сум некој моćен, некој силен, финансиски. Благодарам многу. Навистина, во името на целата редакција ви посакувам пред се, како и на сите гледачи, многу здравје. Дека здравјето е најголемо богатство, но и посакувам да имате безгрижни денови, пензионерски, кои што ќе можете да си ги поминете, се разбира, берикетно, опуштено и секако без нималку екзистенцијални проблеми. Благодарам, еве, што споделивте всушност со што се соочуваат пензионерите, од она што можевме да разбереме дека најверојатно пензиите ќе бидат пуштени дури на 2 јануари. Но темата во црвена линија, меѓу другото и прашањето, на кој политичар лично би сакале да му ја честитате новава година? Добро вечер. Добро вечер. Дали ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Зоре Прсана од Демирки Саровинаковци. Голем поздрав до вас. Па еве да почнеме онака предновогодишно, утре како ќе ја дочекате новата година? Во домашна атмосфера, Тина, во домашна атмосфера. Ние со бабичка седиме дома. И така, внуките ако доја добро, ако не, сами ќе видиме. Ти се јавувам, само сакам да ти посочам од политичари на кого би му честитал новата година. Ако ги памтите, вие се малку помлада од мене, јас би му ја честитал новата година на господинот Петар Гошев. Би му ја честитал новата година на господинот Руфи Османи од Гостивар, што беше градоначалник порано, што многу го ценев човекот. Ако сум македонец, тој е албанец, ја за мене нема делба во то. И би му ја честитал новата година на помладиот сега Боби Мојсов од Кичево, што беше досегашен пратеник таму, едни од поквалитетните луѓе во Македонија, што политичари што сум ги сретнал, што сум ги запознал. Не ме интересира дали се СДС или ВМРО или кој се, меѓутоа сето она што го зборуваја за мене беше вредно. Бидете поздравени, среќни празници. Благодарам многу, бидете поздравени и вие, и нам ни особено вредно и важи за сите гледачи кога ве имаме и кога знаеме дека и самите се свесни дека црвена линија е наменета токму за граѓаните и гледачите, каде што секако низ целава ова измината 2024 година има можност на најразлични проблематики врзани од социјала, економија, политика и така натаму да споделат и токму оние кои што се надлежни да го чујат вашиот глас. Денес во црвена линија, нормално, еден ден пред завршувањето на оваа 2024 година, сакаме од вас малку, поинтимно би рекла, слободно да слушнеме како планирате да си ја дочекате новата година, каква ви е трпезата и секако со каква музика сакате да влезете во новата година. Меѓу другото ќе ве потсетам централно прашање на кој политичар сакате лично да му ја честитате оваа нова 2025 година што доаѓа. Добро вечер. Ало, добро вечер. Голем поздрав до вас. Ви благодарам и јас ве поздравувам ти на вас, цела екипа на Телма телевизија и сите гледачи на нашата и вашата Телма телевизија им посакувам пред се многу здравје, па и среќа, па и успех да имаме во наредните 25 година. Што се однесува за политичар, кога би му честитал јас на Дафина Стојановска. Без разлика на припадноста на нејзината партија, јас ми ја ценам како
како пратеник, верувајте дека е многу честна и некоја знае да покаже ароганција, али тоа е позитивна ствар која што стварно треба да се прикаже. Што се однесува за новата година, каде ќе ја поминаме? Па ние што и поминаме тие 60-тине години, сите дома ќе ја пречекаме, затоа што од разни причини, некои од здравствени или из други работи. Битно е убаво да се поминеме сите. Дај Боже Господ да ни даде пред се здравје и многу да бидеме наредната година, како да се изразам, не би сакал политички да кажам, меѓутоа да имаме слога, да не се препуцаваме вака, затоа што препуцавањето меѓусебно, знаете, 34 години, веќе 33 години во место, само стовиме во место и нигде од мртва точка. Затоа апел до сите граѓани и политичари, само слога, а онда Господ ќе го имаме. Благодарам многу, ви посакуваме и ние како редакција, секако многу здравие и секако во новата 2025 година, која што верувам ќе биде берикетна и ќе ви донесе многу радост и ќе креираме црвени линии за паметање заедно со вас. Добро вечер. Добро вечер. Голем поздрав и до вас, па еве малку интимно денеска дискутираме. Еве, можете ли да ни откриете како вие замислата утре вечер да ја дочекате новата година? Јас предеска се јавив, кажав како. А ја не можам да се сетам на гласот, се извинувам. Сега ќе дополнам само. Сега ќе ми честитам на оние луѓе најмудрите, а тие се следни. Кртот, ќе му честитам на кртот, затоа што е мудар. На тие издајниците, што одат испред политиката, на тие преварантите, на тие рамите, на тие што садат сејат дрога и ја распродаваат. На тие што еве, што би им посакале на гледачите? Еве и тоа да ве прашаме. Дозволив ќе да докажам. И на тие што внесуваат роба без царина. Затоа што се успешни тие, и тие роба расодржавата, па мал се остануваат и за сиромаштијата. Ме прашавте нешто? Да, како ќе им честитате на граѓаните? Вие редовно не следите така да сте дел од семејството на Црвена линија? На граѓаните ќе им честитам прво здравје, после здравје да имат цела година да се радуваат, да се радосни, убаво да си живеат економски, да се закрепат, ништо друго не им требат. И да си живеат убав живот. Поздрав и све најубаво. Поздрав, благодарам име што се јавивте и си добивте нови 90 секунди. Секако и вие сте дел од семејството на Црвена линија, редовно не следите, редовно се вклучуват. Ке ни биде особено драго еве да во ова издание пред новогодишно, апсолутно пред новогодишно, се вклучат и некои кои што се извинувам, редовно не гледаат, но не се јавиле досега. Добар ден. Здраво, Тинче. Поздрав до вас, како сте ни? Најголем поздрав, супер сум со вас. Ја ви честитам на Телма на сите. А ова е пред мене. Па еве, вие утре како ќе се дочекате новата? Дали се слушаме? Ало? Ме слушате? Ја мислим друг збори, Тинче. Не, како ќе се дочекате? Супер, да ти кажем, среќни смо, нова година, дај да убаво ми е да има и 2 јануар да биде, нели, државен празник, па да си имат како од порано, нели, да си ги состават деновите и да си прошетат на негде, зашто тој си беше многу убаво и нека си продолжи. Зашто да не е државен празник, па ете сака да се одморат, они се уморија работејќи. Вака, да ти кажем, Тинче, вие, Телма, сте прекрасни, да ви честитам на сите. Најми е мило што давате, мислим, овие наградите, што народот е толку среќан, вртат, добиват, а највеќе ми се свиѓа Телма Гостин, знаеш колку, еве ја Телма гледам стално, Ивана го гледаше, мислим, овие сите вас, и ми е мило што Снеже доби награди, толку награди, викам, од срце се радуем. Знаеш, некој вика, па све она, ја некако добие, толку сам сретна како ја да сам добила. И ми е многу мило што стварно пред нова година да продолжите народот, не може да стигне да си купи, например, само за храна, нели отпорано, ако ти се расипеш поред, па си купиш нов фрижидер, а сега не можемо да стигнемо стварно, гледамо само, нели, храната сега, што викаш една. Морам да ве прашам и ова, ако имате
можност на кој политичар лично би му честитал? На ниједан тинче. На вас со Телма ви посакувам среќа, на сите, мислим, вие водители, што сте прекрасни, што ни разубавите денот, а политичарите, да ти кажем, па ниједан не ми се свиѓа. Сите само гледат да си напунат джеповите, за народот баш ги брига. Само можем за Вучич да кажем. Благодарам многу, пред што сте дел од семејството на Црвена линија. Се разбира, ви посакуваме многу здравје и ќе повторам да биде берикетна, да ви биде лесна и секако исполнете со многу мигови за паметење. Ќе продолжиме малку и со коментари, се разбира, еве ќе ви доловам всушност како изгледаме на профилот на Црвена линија, односно како изгледа на Facebook објавата на нашата тема. Ако може да им покажеме на гледачите, а прашањето е на кој политичар лично би му ја честитале новата година. Постои ли можност да видат гледачите? Најверојатно сега за сега не, но ќе прочитам еден од коментарите на прашањето на кој политичар лично би му честитале нова година. Стево Маневски напишал Мицковски плюс Гордана и во заграда да, и секако еве честитка. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Поштување госпожа Тина. Па како сте ми? Фала на прашање, добро. Како е во Ѓорче атмосферата еве пред дочекот на новата година? Одлично е Ѓорче. Најпрво вака сега да честитам од се срце, без куртуазија, здраве да ни дава Господ на сите македонци, да се оправиме малце од ова ситуација. Не навлегувам во политички работи, знаа ставот мој како е. На кој политичар лично? И би имал желба јас да се запозна лично со градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев. Капа да му се симне него. Другите све се од интерес. Да не образложам многу. Само на Митко Јанчев, нека ако слуша од Кавадарци, кој има шанса да му отидам на гости, лично да му честитам макар 5 минути. Сега, што ме прашате кај ќе бидам за утре вечер, да. Па лани бев во Ѓорче, ова година планирам во Харниево. Добро. А тоа е Ѓорче по старински. Значи пак во Ѓорче. Добро. А добро во рамки на семејството, како ви осмислен? Старо име тоа на Ѓорче Петров. Дали имате посебен репертуар на музика кој што најмногу сакате да слушате? Јас сум љубител на музика и македонска преферирам 80%. Па и од таа странската, да речиме сега странска, српската, Шаорич, Цеца, да не ги бреме други, ќе ме критикуваат тој од Прилеп, ќе рече овој црбоман. Ќе сакам прво македонската, па српската, ќе удиме некој чаше пивце, винце и така. Да ми останете во добро здравје, секако да останете и бидете вака секогаш расположени дел од Црвена линија и да ви биде многу берикет на новата 2025 година. Па еве преку гледачот ги поздравуваме и сите оние кои што од Ѓорче во моментот не гледаат. Продолжуваме понатаму, драги мои, добро вечер. Добро вечер. Голем поздрав до вас. Се слушаме? Да, одлично се слушаме. Еве, вие за утре какви планови имате во однос на дочекот? Прво да ви го честитам на вама, сите персонал што работите во Телма. Благодарам. Новата година ќе го правиме дома. Така, со семејството предпоставувам? Ја и бабата. Па секако... Другите тие си гледат своја работа. Па секако ќе ви биде љубовно и ќе бидете со некој кој што цел живот векувате. А еве, каква трпеза љубите да има за новата година? Тоа што давал Господ. Сиромашко али таке. Добра, а музика? Музика, како ќе ни дојде на старата и мене, староградски песни. Староградски песни, прекрасно. А еве, кога би имале можност на кој политичар лично да му ја честитате новата година, кој би бил тој? Лично за нова година на Артан Груби што побргу во шутка. Добро, значи изборот ви е на Артан Груби да му честитате. Што велите за тоа како некогаш 2 јануари да биде повторно државен празник, неработен ден? Дали сте за тоа? Не. Треба да биде работен ден, подобро. Подобро. За криза е. Така, и еве на честитка до гледачите кои што во моментот ве слушаат, што ќе им посакате? Се најубаво бере цвет во 2025 и
побише работа. Так, добро. Поздрав секако до вашата супруга, која што веруваме со вас. Убаво да си поминете утре вечер и секако и вам да ви биде полна здравие, берекет и радости новата 2025 година. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Голем поздрав и до вас. Дали може да го намалите целосно тонот на телевизорот? Јас мислам дека е намален. Јас се слушам од другата страна, затоа и ви велам. Ете, сега е добро, подобро. јас знаете што? Сакам да му честитам на Зоран Заев. Лично и да го пречекам таму негде или пред Идризово или пред Шутка. И да ги поздравам овие гледачиве лицемериве што се јавуваат на сите телевизии и на сите им ласкаат. Вие сте најдобри, па ќе се јави на друга телевизија. Вие сте ми топ. Најдобри сте, поготово сега ја слушнав оваа господјата од Паланка кога се имаше јавен. А вие лично еве до сите гледачи, до сите граѓани на оваа земја, што ќе им посакате за новата година? Јас ќе им посакам више заед да не им се случи, нити неговиот председател, не ми текнува сега по име како се викаше, Пендаровски. Значи, таа посада никако, ни на пат да ја сретнам не сакам, а не да... А утре еве да ни откриете утре вие какви планови имате за утре? Како ќе се дочекате? Со бабичко од малта уголемта, внуците ќе ни одат до Охрид, па ако ни ги вратат, ќе ги чуваме. Ако Па не, добро, и тоа е ваше нека љубовно си ги гнездо, ве одржуваат. молам, па бабата, господјата до вас е некој што ве следи цел живот. А каква музика ќе слушате? Музика, било каква ќе пуштите вие. Иначе со нејзе сме во мрак 40 години, упорно газиме. Па мислам дека тоа е огромен поздрав. Да ви кажам, и тоа е нешто што е навистина за огромна почит. Поздрав до вашата сопруга и секако благодарам што земавте учество во Црвена линија. Така нека биде и во следната 2025-та. А јас ќе ви посакам енормно многу здравје, берекет и се што ви лежи на срцето да биде исполнето. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Ало, добро вечер, Тина. Да, ве слушаме. Па, јас сум во програма. Да, слободно ве слушам. Добро. А не сватив дека одма треба, нели обично чекаме. Значи, прво да ви посакам на вас сите, прво тебе, уствари, срекна нова година. Благодарам многу. И само многу. насмески, и така знаеш да не расположиш. А после на цела Телма телевизија, на сите и во режија, и сите што сте вработени тамо. И сите, и цел народ. На сите луѓе добри, што се добри, на лошите не им честитам. Сега да ти кажам, јас би сакала да ја честитам нова година на нашата председателка, пошто и пред да стане председателка, јас со неа така имав некои контакти, се среќававме во парк, на улица секаде и комунициравме, и од која стана председателка, не се смени воопшто, пак се видовме во парк и пак беше истата она пред да стане. И јас сакам такви луѓе, Тина, кои не глумат, демек сега сум славен, па сега ајде јас Слободанка ќе ја понижувам, туку баш онака се однесуваше како сме другарки. И тоа ме воодушевува. А како ќе се ја дочекате еве новата година? Сакаме да ти кажам што рекоа гледачите со бабата, со дедото, јас со дедото. Па најубавото. Ја тоа го вилам ите во вашето долгогодишно љубовно гнездо ќе се дочекате 2025. Чути, заедно. А каква музика еве слушате со дедото? Јас да ти кажам, дедо не толку многу, ама јас си го сакам Јордан Митев, тако ќе си ја запеам наздрави за љубов, наздрави за среќа. Таа песна многу ме расположува, зашто навистина животот е еден, а не знаеме да си... Така е, благодарам многу и за честитките и за убавите зборови. Точно, животот е еден, а 2025 година и вам ви посакувам да ви биде запаметена по најубави нешта. И особено сите вие да ни пукате од здравие. Добро вечер. Добро вечер, ако сум на линија. Ма секако, еве денеска малку по-ношалантно разговараме, ни го дозволува тоа денот. Како ќе се дочекате? Животот е скап, затоа треба вакви теми да давате, да се релаксираме, да не се напаѓам. Ајде вака, сега да почнеме за темата. Значи, прво, поздрав и добро здравје, долг живот на сите граѓани на државата.
и добри и лоши. Сите нека ја дочекаат новата година во добро здравје. Сега, мој Охрид врие од гости, значи не низ чашија не се оди, значи претежано. Претерано, значи има многу народ, ја ми се чини дека ќе биде интересно. Сега, за политичари веќе кажам, апсолутно, значи, на тие што се на власт не им честитам. Тие што се во опозиција ќе им честитам, затоа што единствено они можат да критикуваат, да бараат, ама ништо не добиваат. За жал ми е за тоа. Затоа и на нив ги им честитам воопшто, значи, да се борат, да дојдат до некакво решение. Да имаше сега за буџетот. Срамота е да не се прифати ни еден амандман. Ја досега не памтам, јас сум во години човек, значи, не памтам да не бил прифатен ни еден амандман на опозиција. А ова значи ароганција, самобездисаност и не си го сакаат собствениот. Тој што бара од опозицијата, значи има зашто. И на крај, пошто ми води времето, ќе бидам домашни услови, сам ќе си бидам, нема баба, нема сам дедо и така. Да сте ми живи и здрави до друго. Благодарам многу. Никогаш не сте сами, кога сте со Тилма, така да и ве топло препорачувам. Ке имаме фантастична новогодишна програма, но така да осаменоста навистина нема да ви падне на ум. А ние и ќе ви посакаме да ни бидете во добро здравје и секако да ни секогаш кога ќе се јавите или да ни зборувате за тоа колку е магичен Охрид. Меѓу другото ќе ги поздравиме и охриѓани кои што еве како што можевме да слушнеме, имаат врвулица од туристи, што значи навистина ќе биде магично. А таква треба да биде и новата 2025 година. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, во црвена линија сте. Во програма сум, така? Да, повелете, еве утре какви планови имате вие за утре? Утре не сме взеле пари, па ќе дочекаме скромно. Што има, тоа ќе си апнеме, ќе си легнеме со ночињата порано, а тие што имаат, нека имаат уште повеќе Господ да им даде. Многу повеќе да им даде. А еве, кажете ми ова, каква музика ќе слушате со внучињата? Па ќе слушам музика како секој ден. Тропаат комшиите, зашто и без струја сме, и така да не можам ниту да ни пуштам музика. И го трошам кредитчево, зашто кога зборев мобилни бироа, друго, трето, тие не сакаа ништо. И сега се надпреваруваат и за 0 отпад го зборуваат. Браво! Значи, се што сакав да постигнам, да направам, тие копира и снима и на крајот пуштаат глупости. Не е тоа проблем. Му честитам на Мицковски да продолжи така, до крај да се држи. Джетлеменски и да ги гони до крај. До крај да ги гони. Зашто линчување самиот на себе е многу опасна работа. И затоа велам, нека се продолжи така. А ние, што немаме, ќе си бараме од некаде. По нешто ќе си земеме колку има толку. И здрави, живи да сме. Благодарам што споделивте со нас и останува секако во името на редакцијата на Црвена линија да ви посакам пред се новата 2025 година, да ви донесе здравје, а оно што е најважно да ви донесе денови кои што ќе бидат запаметени по најубави нешта, а сето ова за што спомнавте со што се соочувате да биде оставено во историјата, да биде заборав, така да ви биде исклучително берекетна и година која што ќе биде само радости за вас и вашите најблиски. Добро вечер. Добро вечер, по линија сум. Да, повелете. А Јановски Ташо овде. Па господине Сашо, еве вие утре како ќе ја дочекате новата? Дома, како што ви кажа, у Малта и Големта. И сега да кажам за политичари кои би му честитал. Би му честитал на Панче Тошковски, полицаецот, мислам, како да речем, не полицаец, мислам... Министерот за внатрешни работи. Така, успешно работна година и све најево. А прашавте
утре како ќе пуштаме музики. Да, каква музика вие лично сакате да слушате? Сега ќе ви кажам, ја ќе молам? Ве слушаме? Ја ќе си го пуштам Роско Шоу, игра со животните. Добро. Pink Floyd, Hey Teacher, Liver in the Low. И речиво од Мишо Ковач. Која ви е омилена од Мишо Ковач? Од Мишо Ковач. Полюби земју, под којој хода, не дирај ране, сунце са неба и така натаму. Па да ми останете вака распијани и среќни во новата 2025 година, да си уживате во музиката која што сакате да ја слушате и секако да бидете здрави, берикетни и среќни. Еве малку сега ќе откриеме и други одговори. Ова е интересно. Гриша Смиц напишал: Тина, ти да беше политичар, ке ти ја честитав. Како и да е, сите си честитаме, секако граѓаните не забораваат на граѓаните, така да поздрав, среќна нова и секако се најубаво. Ајде да видиме што друго. Морам една напомена, кога станува збор за коментарите, мене ќе ми биде задоволство сите да можам да ги прочитам, но правилото на црвена линија е такво што ако има вулгарни коментари, навредливи зборови, нешто што црвена линија апсолутно го забранува или говор на омраза, тогаш не би можела да го прочитам коментарот, бидејќи треба да бидете во предвид дека ова емисија наменета за целата публика, а значи може да не гледаат и следи малолетната публика, така да секој може да си го каже ставот, а да ги изостави погрдните зборови. Александар Мартинов вели: дополнете ја листата на оваа слика, нема никој за честитки. Не знам дали ќе можеме да ја покажеме сликата, како изгледаме на Facebook. Технички најверојатно не, но ништо страшно. Еве, можеме. Кој вели дека не можеме? Еве како изгледа тоа, значи на кој политичар лично би му честитале нова година. Па ајде да видиме во живо што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Вака, прво, 2 јануари не треба да биде државен празник. Добро. Затоа што цел декември се слави нова година. Некојаш дури почнува од ноември. Еве, по младиот дел од моето семејство, цел декември секој 3-4 ден се на прослава. Мене лично ништо не ми значи, нема некој значење славењето на нова година, затоа што скоро секоја вечер ни е нова година. Добро. Ајде, каква музика сакате да слушате? Музика македонска, народна, забавна и од југословенските простори, затоа што ние сме таква генерација, со таа музика сме живееле. А на кој политичар? На сите што се на функција, без разлика дали опозиција или власт. На сите што имаат функција и што се избрани. Им честитам нова година, да бидат здрави, живи, да им проработи свеста и совеста. Повеќе да се вложат во работата за подобро на оваа држава Македонија и на овој народ. И да престанат со политички навреди, со политичка некултура, буквално да им проработи свеста и совеста и чувството дека и други луѓе постаат освен нив. На сите честита нова година. Благодарам, пријатно. Ви благодариме и ние секако нема да изоставиме, бидејќи вие сте и наш редовен гледач и учесник, креатор на скоро секој издание на Црвена линија, да ви посакаме пред се многу здравие и секако да ви биде една посебна година која што ќе се паметите по нешто најубаво што ви се случило. Ајде продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Поздрав и до вас. Па како е планот за утре? Планот утре работно ќе го поминем, а утре вечер ќе ја чекам, ќе ја испраќам старата, ќе ја чекам новата. Добро, како е замислено да ја испратите старата, а да ја дочекате новата? Па замислено е дома со бабата и со вашата програма. Одлично, а каква музика сакате да слушате, еве? Што ќе пуштат
пуштат медиумите, тоа ќе слушаме. Ама добро, најмногу еве вака си ги кривате рацете, срцето ви пее на каква музика? Ама тоа кај нас помина, јас додека тоа го работам, сега сме ние во години. А си бевте музичар? Бевте музичар? Како? Бевте музичар? Не сум музичар, али одев по кафани, одев на забави. Таква кариера сте имале, добро. Еве вака кога би оделе повторно низ кафаните и тоа за нова година и сретнете политичар, кој би сакале да биде тој да му ја честитате новата година? За на политичар, па има може на двајца да одвоам од овие до сега што беа, иначе овие сега што се на власт, рано е да му чеституваме и рано е да ги проценуваме. А иначе имам од минатата власт двајца свака му час Груби и Заев, што успеа највише милиарди да украдат и што највише ја продадоа Македонија. Дали сте за тоа 2 јануари повторно да биде државен празник? Па ја мислам дека Македонија што има празници, ниједна друга земја, нас очти ми која друга земја има толку празници колку што има Македонија. Уште 2 јануар ни фале и таман да бидеме 300 дена у празници. А што ќе им посакате на гледачите, односно на граѓаните? Па среќна нова година и колку има могутности така да помине, важно да бидат среќни, здрави и живи. Така, добро, благодарам многу за одговорите и да си останете со нас и понатаму и тоа, еве уште еднаш ке подсетам, топло препорачувам телевизија Телма, ќе има програма за паметење, за веселење, така да никогаш нема да имате чувство дека сте сами, туку ќе бидете распејани, разиграни и расположени. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Во црвена линија сте. Добро вечер. Добро вечер. Па еве да ни откриете утре како ќе ја дочекате новата година. Ве слушаме, продолжете. Дали го имаме се уште гледачот на линија? Тука е, ама нешто не го слушам јас. Добро вечер. Еве телевизорот, ете зошто напоменуваме да биде целосно намален тонот на телевизорот. Не сум ја слушал. Па не сте ме слушнале, стишете го телевизорот. Ало? Да, дали е намален тонот на телевизорот? Да, намален тонот. Ете, сега подобро е? Подобро е. Ете така, добре, ни дојдовте во црвена линија. Па еве за почеток, како што бива ред за сите гледачи, утре како ќе се дочекате новата година? Тинче прв за поздрав, Злато од Верес од Којник, што играм на... Дали е тука гледачот, ве слушаме? Ало, Тинче? Да, ве слушаме. Слабо, Тинче, не? То... Продолжете, ве слушаме ние. Се исклучи гледачот. Еве, ова е практичен пример зашто постојано колку пати нели да звучиме малку напорно и досадно да со тоа да се намали тонот на телевизорот, но тоа е неверојатно важно, особено во црвена линија кога зборуваме преку телефонот 023070005 го вртите и целосно го стишувате ТВ приемникот. Значи тонот го намалувате на 0. Јас и вие зборуваме исклучително преку слушалка. Добро вечер. Добар вечер и за многу години. Нека е за многу години, еве утре како ќе се дочекате новата година? Па да ви кажам право, јас сум по одминати години, значи, да не речам етен стар човек, денеска ја зедов пензијата и прво што направи, отидов кај попот, термин да побарам за мене, за следнава година. Но, сакам и друго да речам. Во поглед на личноста, за мене, бидејќи реков стар човек сум, поголема личност во Слободна Македонија од 90-91 година нема од Анче Тошковски.
Тој е единствениот човек кој што влева доверба врз македонските граѓани. Му посакувам да се окружи со добри другари околу него и да продолжи напред. Би му го препорачал и Стојанчо Ангелов за негов советник и слично. Тоа се однесува до Мицкоски, за песните. И сакал Мицкоски да отиде на гробот на македонскиот болгарин Тодор Александров и да му ја пушти песмата "Опрости ми, папе". Само така Мицкоски ќе може да ја заштити Македонија. Почит кон Телва телевизија. Поздрав и од нашата редакција во името на нашата телевизиска куќа. А сега е време да видиме како се одговараше на Инстаграм. Заследете не и се разбира и во новата 2025 година земајте се поголемо и активно учество на нашите анкети. Денешната анкета постави вакво прашање дали треба да се врати 2 јануари за државен празник. Па еве како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. Со да одговорија 75%, а со не одговорија 25%. Она што е повеќе од сигурно, односно 100%, е дека дојде времето да ги погледнеме рекламите и потоа повторно ќе се сретнеме во студио со вас. Ете неповторно во студио, ова е, драги мои, последното издание на Црвена линија за 2024 година. 2025 е на прагот, што значи утре вечер ќе ни се случи и нормално како редакција ќе ви посакаме да ни останете во добро здравје. Секако оваа нова година да ви донесе многу берикетни денови, полни радости и полни нешта за паметање и секако безгрижност и помалку нели да зборуваме за лошото во општеството, а многу повеќе да зборуваме за убавите нешта кои што верувам ќе ни ги донесе 2025 година. И сега останува се разбира да ве поздравам и да ви кажам дека јас сум се уште во едни одлични, фантастични, добрососедски односи. Ако новата година се дочекува денски, например во 17 часот и 15 минути, со песна и музика би ја дочекала со моите комши. Убаво си кажа, комшике. Убаво си кажа, комшике, те чекаме на оваа страна. Доаѓај. Ама стварно те чекаме. Чекај се, вака, пошто тебе ти е последна емисија, нас предпоследна. Односно, последна во живо во оваа година. Утре имаме новогодишно издание во 19:15. Ајде да си прославиме, комшике убава, бујрум на сцена, малку да те преслушаме пред да почнеме. Може ли? Ајде ти на. Пушта е режија со едно изненадување, како што треба музички со песна. Ајде, комшике. Комшика. Микрофонот. Микрофонот. Ја знаеш? Ја знаеш? Океј, оставиме вклучени сите, идеме караоке. Да се подсетиме на 94-та, малку ретро, вели. Каде е таа? Како нема тоа? Не е в кревето, мати. Како в кревето вие? Јас гледам мојта фаца. Ти почна да зјапаш, не баресум секси торта. Што сакаш да ја папаш, рече. Правиш тука и со црвени корак, а срцето ти чукаше како руски сат. И рече, бегај на едно да знаеш, не сум јас со тие, што со лапа ги правиш, кај ми најдава. Лапа ги правиш, комшике убава, немој да звеснуваш, ја знаеш добро мојта тајна разкришна. Сакам да бидеш лампион и јас да те обесувам, само на мојта елка новогодишна. Како е, во никој како, колешке, како е? Првпат не ги дадам, мрдам на гледачи, тоа се вака со мрдај Тина. Мрдај Тина. Покажи на сега. Сега да видиме. Ја не знам да изчитавте по цел текст. Мина долго, а ти мене ми се јави.
reče во умот, живи ја ми стави, но немој да мислиш дека премногу се прчам, затоа што не ќам со тебе јас да крчам. Јао Боже, и рече ќе дојдам и нема да сгрешам, И цела вечер шочек ќе ти мешам. Ајде! Појачај тонац! Zanima me da igraš, da te gledam veselja. Čifte, majgula i čifte, majgula i nemoj da besnuvaš, ja znaješ dobro mojka tajna najskrišna. Sakam da ideš lampion i ja da te obesuvam, samo na mojka Elka novogodišnja. Nova godina se bliži, a tebe duša ne ti traje. Мојот Дедо Мраз и тебе поклон да ти даде. А мој Дедо Мраз нема брада бела, тој е како Амор со љубовна таму срела. И кога ќе се злобат стрелките на зато, ќе скокнам јас до тебе, ќе ти шмукнам. Да ги издржите, не, драги гледачи. Уште 100 дина, ново веќе мина, нова година. Кошичке убава, немој да збеснуваш, Јак знаеш добро мојка тајна отришна. Идеш лампион и јас да те обесувам, само на мојта Елка новогодишна. Елко, поразни уште 2, 3, 5, да може Дедо Мраз да роби да реди. Елко, поразни уште 2, 3, 5, Дарој да ти става. Океј, Тина, така да знаеш како, ретро малко варијанта. Не можам певачица да будем. Зашто? Ова ти беше загревање, те чекаме на 8 во целовечерно издание. А мене ми се лутеш ако ти ги спомнам тука дека малку ќе пета, мене ме најавуваш 2 недели однапред. Јако, бомбастично треба да биде. Така. Тинке, таму ќе пееш, таму ќе играш, таму ќе правиме многу интересни работи. Да, еве, јас јавно ги поканувам во црвена линија да дојдат едниот од едната страна, другиот од другата страна. Да си поседиме. Нема да си поседите, има да зборите, драги гледачи, во друга димензија. Во другата година. Фала ти, Тинка. Си ги сите работи од работната верзија на Тина. Вака изгледаме да знаете. Кога трчаме. Чекајте слушаат само микрофонот, без микрофон. Мојот инвентар ги поздравувам, ги бакнувам. Срекна нова, срекни празници, така е, така е. И се гледаме на 8. Се гледаме на 8, секако. Од каде си одам, драг колега? Само да го шпица и да почнеме со гостите. Ајде, фала.